На климатската конференција КОП26 светските лидери склучија договор кој дава надеж на напорите да се спаси планетата Земја од уништувачкото влијание на климатските промени. Малите хидроцентрали немаат ниту еколошка, ниту економска оправданост, а еколошките организации бараат нивната изградба да биде забранета. 81% од средношколките сметаат дека во училиштата треба да има бесплатни производи за менструална хигиена. Здраво на сите, јас сум Кика, а ова е новата епизода на Шорткат. Следете на. По климатската конференција КОП26, што се одржа во Глазгов, планетата е чекор поблиску до целта за ограничување на зголемувањето на просечните температури во светот на 1,5 степени Целзиусови. Според постигнатиот договор, земјите до крајот на 2022 година ќе треба да ги објават поамбициозните планови за климатска акција, а развиените земји треба да ги зголемат финансиите над сегашната годишна цел од $100 милиарди. Во Глазгов беше договорено и фазно укинување на јагленот како предизвикувач на емисиите на стакленички гасови, а за да се постигне целта, неопходно е до 2030 година најмалку 40% од вкупните 8500 термоелектрани на јаглен низ светот да се затворат. И земјите од Западен Балкан мора да се посветат на силна зелена агенда. Екологистите од 7 влијателни еколошки организации од регионот побараа лидерите да ги спроведат своите политички ветувања. Тие бараат лидерите целосно да се посветат на нивните меѓународни обврски за ублажување на климатската криза. Меѓу нив и амбициозните цели за изфрлување на јагленот до 2030 година. Продолжуваме со темите посветени на заштитата на животната средина. Еколошките организации се обединети во ставот дека од изградбата на мали хидроцентрали нема економски бенефит. А прилогот што следува се однесува на нивното погубно влијание врз животната средина и биодиверзитетот. Изградбата на мали хидроцентрали или било каков друг вид на експлоатација на водите во заштитени подрачја мора да биде забранета. Граѓанските организации, издружени во коалицијата Разбистри се, побараа измени на законот за води со кој вистински ќе се заштити овој скапоцен ресурс. Примерите на Маркова и Кадина река, не уште десетици на Шарпланина или во Маврово, уште еднаш покажаа дека законот за води треба да е рамка која мора да спречи експлоатација на водните ресурси исклучиво за бизнис интереси со комерцијални цели. Ѓорги Митревски од Екосвест вели дека едно од најважните барања на екологистите е обврската. Ако се нанесе штета, околината да мора да се врати во првобитна состојба, а наместо минимум прифатлив проток на вода да се дефинира еколошки проток, за да се обезбеди добра еколошка состојба на водниот екосистем, како и слободно движење преку рибните патеки. Ние во моментов имаме околу 98 мали хидроелектрани во оперативна фаза, кои што придонесуваат 2 до 4% во вкупното производство на електрична енергија. Да кажеме дека третина од нив се изградени во заштитени подрачја, значи национални паркови, емералд подрачја и така натаму. Економска оправданост нема. Од друга страна, еколошката катастрофа што ја предизвикуваат е непоправлива. Ние на терен наоѓаме толку лоша состојба што мислиме дека тоа е непоправливо. Митревски вели дека предочиле голем број на несоодветности и предложиле голем број дополненија и измени на предлог законот за води. До сега што видовме, ниту една од овие изградени мали хидроелектрани нема направено вистинска или опсежна студија за заштита на животната средина, да ги земи во предвид сите животински видови, акватични видови во реката, геоморфологија на теренот, вегетација и така натаму.
Сите поминуваат со некаква општа студија за животната средина, која што е многу мал документ и која што не ги разгледува сите неопходни аспекти. Друго што е карактеристично за што ние се залагаме е учество на јавноста при доделување на концесиите. Екологистите бараат законот да забрани доделување на дозволи и исклучување на концесија во заштитени подрачја, а особено е важно да бидат донесени сите подзаконски акти и правилници кои ќе воспостават стандарди за изградба на самите објекти. Дејан Андонов од Институтот за комуникацијски студии, кој е координатор на кампањата Разбистри се, вели дека поради отсуство на референтен стратешки план од областа на водите, не е јасно како се проценуваат и следат ефектите врз животната средина што ги предизвикуваат енергетските стратегии, па непредвидените негативни ефекти и преземањето на действија за поправање на состојбата се само формални обврски на хартија. Секоја мала хидроцентрала поединечно проектите покажуваат дека не прави големо влијание, голема штета на еден водотек. Меѓутоа, не се проценува кумулативното влијание, заедничкото. Па на еден водотек не имаме и по 2-3 мали хидроцентрали и кога ќе се собере целото нивно влијание врз тој водотек, тогаш тоа е големо негативно влијание, односно се уништува и целиот водотек, се уништува и живиот свет, се менува пейзажот околу реката каде што се градат тие хидроцентрали. Според него, сегашната методологија за користење на 1/10 од просечниот годишен проток на површинска вода, дефиниран како минимум прифатлив проток, не соодветствува со меѓународните најдобри практики, бидејќи се смета за недоволен и во одредени услови штетен за состојбата на водотеците и за постигнување на добра состојба кај повеќето реки. Да се почитува еколошкиот проток на реките, не како што е досега регулирано минимум прифатливиот проток на вода. Не туку еколошкиот проток на вода, што обезбедува дека ќе бидат заштитени биолошките живеалишта преку поставување на рибни патики на живиот свет во реките. Тој вели дека мора да се ограничи времетраењето на концесиите и да се почитуваат подобри стандарди во изградбата на рибните патеки и да престане уништувањето на природните пейзажи. Направена е првата сеопфатна студија за пристапот до менструална хигиена, менструална правда. Посебен дел од истражувањето е посветено на ученичките во средните училишта. 79% од испитаничките одговориле дека во нивното училиште нема секогаш сапун или тоалетна хартија. 1/5 рекле дека немаат ниту чешма за миење раце во тоалетите. Околу 65% од учесничките во анкетата одговориле дека во нивното училиште никогаш немало предавања или разговори за условите за одржување менструална хигиена. Мнозинството од средношколките сметаат дека во училиштата треба да се достапни бесплатни производи за менструална хигиена. Според пресметките, тоа би чинело нешто повеќе од 0,08% од вкупните расходи на државниот буџет за 2021 година. Продолжуваме понатаму со настанот што за прв пат кај нас се одржа минатата недела. Во организација на Сдруженијето на граѓани Младите можат се одбележа Social Day. Денот беше проследен со активности во кои 80 средношколци накратко се запознаа со работната позиција која посакуваат да ја работат во иднина. Според координаторот на проектот Дијана Мицевска, идејата на овој проект од една страна е младите да добијат искуство, кариерно насочување и пракса со менторство. Од друга страна, тие заедно со останатите учесници, поделени во тимови, работат на проектни идеи кои што ќе бидат финансирани од самиот младински фонд кој што ќе го креираат. За крај на емисијата ви ја представуваме новата модна колекција Зина на дизајнерката Ирина Тошева со модели изработени од додржливи материјали и остатоци. Дизајнерката се стреми кон транспарентен синџир на производство без отпад, со користење еколошки материјали со сертификати и остатоци од материјали од локалните фабрики. Со тоа, таа придонесува кон развивање на циркуларната економија. Колекцијата Зина е дел од поддржаните проекти од локален интерес во културата на град Скопје за 2021 година.
Годинава темата на модниот викенд беше No Waste МК, при што сите колекции беа направени во духот на одржливата мода, целосно користејќи рециклирани материјали и останки. Тоа е се за денеска. Споделете ги вашите ставови за малите хидроелектрани или предложете ни тема која што сакате да се најде во некоја следна емисија на Шорткат. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!